Благодарам. Почитуван министер, земеделските задруги, Законот за земеделски задруги беше донесен во 2016 година. Јас бев дел од тој парламентарен состав и многу добро знам за да го олесни функционирањето, односно за да се олесни реализацијата на втората фаза од Јужен Вардар. Јас бев заменик член на Комисијата за земјоделие. Ќе ве молам да не ја манипулирате јавноста. Значи, да го преобјавите тендерот, единствено што беше е различна цената на чинење. Времена експроприација ви е должност како инвеститор. Таков одговор не прифаќам како одговор. Ги нарушувате основните човекови права, односно правото на собственост, со начинот на кој што ја изведувате втората фаза на Јужен Вардар. Околу разместувањата, односно прераспределбите на вработените во подрачните единици, станиците на шумската полиција, на шумските стопанства. Точно е, секојдневно сум во контакт со луѓе кои што се преместени на 50 и повеќе километри. Немојте да создавате услови за политички реваншизам, односно вашиот политички реваншизам да доведе до фрапантно лоши односи помеѓу луѓето. Ние сме мали средини. Точно секој се знае што прави. Немојте да мислите дека вечно ќе бидете на власт и дека ќе бидете како да кажам, дека ќе бидете амнестирани од одговорноста за дејанието што ги вршите во овој период додека сте министер и додека да бидете министер за земјоделие. Работете ја работата согласно законот, затоа што еден ден работите излегуваат на виделина. Сведоци сме што се случува во државата, но вие за волја на вистината монтиравте случаи за да нешто се случува, но сепак немојте да мислите дека овде ќе запрат. Јас ви го кажувам како обичен човек, како обичен граѓанин на оваа држава. Немојте да мотивирате состојба на нетрпеливост помеѓу луѓето во зависност од тоа на која политичка партија припаѓаат. Тие луѓе како комши, пријатели, другари, сограѓани мора да продолжат да живеат заеднички во малите средини. А Македонија е земја во која што претежно се мали средини и луѓето меѓусебно се познаваат. Огромен ќе биде притисокот кон идната власт за да ги прави истите работи. Не започнувајте, застанете, повлечете си ги решенијата, затоа што со тоа нема во ништо да го подобрите работењето на Министерството за земјоделство, бидејќи и така е многу лошо. Нема и тоа да ве оправи, ниту ќе ви направи подобар резултат на следните парламентарни избори. Нема да ви поставам дополнително прашање, за да не изложувам јавноста за давање на одговори кои што едноставно ќе дадат погрешна слика за реалните состојби во државата. Ви благодарам.